Понеделник, 29 јули, кратки вести во 12 часот. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши заработил кривична пријава од Охридската полиција поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело попречување на правдата, објави телевизија Телма. Според информација од полицијата, тој на 7 мај годинава од својот мобилен телефон испратил порака на полициски началник во СВР Охрид, со која коментирал преземање на законски полициски мерки и истражни действија поврзани со кривично дело. Со реакција се огласија од неговата партија ДУИ, од каде велат дека оваа акција на полицијата е политички прогон. Депонијата Мауцкер нема да работи до среда 31 јули, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец поради санација на состојбата на депонијата после подметнатиот пожар. Во последниот извештај на Центарот за управување со кризи за состојбата со пожарите во Република Македонија стои дека е изгаснат пожарот кај депонијата Мауцкер, каде изминативе неколку дена гореше ѓубриште. Од територијалната противпожарна единица Охрид интервенираа со соодветен број возила и пожарникари. Пожар на оваа локација беше пријавен и кон средината на месецов. Охридски ученици периодов се враќаат со медали од учествата на европски и светски олимпијади од неколку области. Емилија Николовска освои бронзен медал на 54-та меѓународна олимпијада по физика во Исфахан, Иран. Неодамна таа доби и пофалница на 8-та европска олимпијада по физика што се одржа во Грузија. Предходно Атина Рувинова се врати со бронза од европската олимпијада по информатика за девојки што се одржа во Холандија. Со медал повторно не израдува и Леонид Тодоровски, овој пат освои бронзен медал на светската математичка олимпијада во Англија. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер, УВ индексот е 8. Максималната температура во Охрид до 34 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.